Чистењето на дивите депонии, разубавувањето и расчистувањето на кеот на Вардар, ставање во функција на жичницата на Водно, причина за нови обвинувања меѓу Арсовска и ВМРО ДПМН. Кој е за, кој против модерно Скопје? Советниците на ВМРО ДПМН и нивната коалиција го ставија во директна опасност рентабилното функционирање на ЈСП и жичницата, реагираше Арсовска. Во меѓувреме и ЈСП со реакција за наводните закани на првиот човек на ова предпријатие, Стојковски, кон советникот во град Скопје, Филип Јаневски. Соочени со сопствената немоќ да одговорат на предизвиците кои ги носи функцијата и да ги надминат личните и партиски интереси, советниците на Христијан Мицкоски и коалицијата континуирано глумат жртви на штета на граѓаните и градот Скопје. Најостро ги демантираме обвинувањата од страна на член на Советот на град Скопје, дека добил закани од страна на ВД директорот на ЈСП, Александар Стојковски. За Марија Андоновска, координатор на советничката група на ВМРО ДПМН, ваквите тврдења се невистинити, затоа што постојат членови на Советот кои се сведоци за недоличните дофрлување на Стојковски кон Јаневски и ќе бараат одговорност. Што се однесува до обвинувањата на Арсовска дека советничката група на ВМРО ДПМН делува на штета на граѓаните гласајќи против новата предлог програма, за да може да се продолжи со чистење на депонии и уредување на кеот, вели дека недостасува транспарентност и кој во моментов ги врши активностите за чистење на кеот. Станува збор за некоја одлука каде што се бара, каде што претходно било предвидено 29 милиони, нешто повеќе од 29 милиони за оваа намена. Сега одма се бара да дадеме дополнителни 12 милиони и 500, а прика имаме само добиено една реченица дека им се потребно. Ние воопшто немаме добиено никаков извештај, ниту од градот, ниту од предпријатието. Каде се овие 29 милиони? Дали се навистина искористени на правото место? Зошто им требаат дополнителни? Според Арсовска, истите тие советници гласа и за ставање вон функција на жичницата на Водно, со тоа што гласаа негативно на предлогот на ЈСП, да може да генерира дополнителен приход преку издавање на рекламен простор на жичницата, работејќи спротивно програмата за модерно Скопје.